Добро вечер. Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Партиите постигнаа договор за излез од политичката криза. Информира американскиот амбасадор во Македонија Джес Бейли по денешните разговори на представниците на партиите потписнички на договорот Пржино. Председателот Ѓорѓе Иванов додели медали за заслуги за Македонија. Спасен давеник во Струга, пренесен на Скопска клиника. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата Којот. Радост за дечињата од Гергелиско, 7 дена бесплатно ќе летуваат во Струга, како дел од успешниот проект на Министерството за труд и социјална политика. Представата Сонот на Гоголј вечерва на репертоарот на фестивалот Охридско лето. Многобројни верници од цела Македонија синоќа се собраа во манастирот Света Недела во село Ровник да го одбележат празникот посветен на Светата Великомаченичка недела. Вечерва започнува манифестацијата Културно-забавно лето во Трпеица на Зајдисонце. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во продолжение вообичаено трите топ настани кои што го одбележаа денес. Председателот Иванов додели медали за заслуги за Македонија. МВР ја спроведе полициската акција Којот, приведени 19 лица. Доналд Трамп е официјален председателски кандидат на САД. Не го менувајте каналот. Централниот дневник на регионалната телевизија О2 е во 20 часот. Добро вечер. Централен дневник на регионалната телевизија О2. Лидерите на 4 политички партии според постигнатиот договор до крајот на август треба да го утврдат датумот на предвремените парламентарни избори, кои што ќе ги спроведе преодна влада, формирана 100 дена пред нивното одржување. На средбата во клубот на пратеници присуствуваа представникот од делегацијата на Европската унија во Скопје Тибор Бароди, Никола Тодоров, представник на ВМРО ДПМН, Радмила Шекеринска од СДСМ, Артан Груби од ДУИ и Имер Али од ДПА. Еве ги нивните изјави по состанокот. Well, we have good news. Денес имаме добри вести. Партиите постигнаа договор околу една година по минатогодишниот договор во јули за натамошното спроведување на Пржинскиот договор. Ќе ви информирам за неколку од основните прашања што ги покрива договорот, но се надеваме дека со него ќе се поплочи патот кон кредибилни избори во кои ќе учествуваат сите и ќе биде признаен од сите партии. Договорот што денеска го постигнаа 4 партии вклучува прочистување на избирачкиот список, чекори за поизбалансирано известување, договор за владата 100 дена пред изборите пред се во МВР. Лидерите на партиите ќе се сретнат до 31 август за да го проценат спроведувањето и да донесат конечна одлука и обврска со датумот на изборите. 4 партии исто така се согласија и повторно се обврзаа да ги спроведат итните реформски приоритети на ЕУ, Охридскиот рамковен договор и натамошната интеграција на Македонија во евроатлантските институции. Исто така се согласија да работат на законот за специјален обвинител ако Уставниот суд одлучи против сите или дел од законите со кои беше создадена таа клучна канцеларија. На крајот би сакал да им се заблагодарам за соработката на моите колеги од ЕУ, особено на амбасадорот Орав кој денеска е во Брисел, но и на целиот присутен тим кој помогна да се дојде до договор. На сајтот на делегацијата на ЕУ ќе биде поставен целиот текст од договорот, штом ќе се вратиме и ќе го поставиме на сајтот, каде што ќе имате можност да ги разгледате сите детали. Министерството за внатрешни, како што реков, владата според Пржинскиот договор ќе го назначи новиот заменик министер во Министерството за внатрешни 100 дена пред датумот на изборите. Договорот исто така предвидува дека Министерството за внатрешни според новиот закон што беше усвоен ќе биде суспендирано до 1 јануари 2017 и дека новиот министер според Пржинскиот договор ќе може да направи 15 кадровски промени. Задоволен сум заради тоа што со овој договор се отвара можност да се организираат фер, демократски, слободни, кредибилни избори на кои што ќе учествуваат сите и на кои што народот ќе одлучи кому ќе ја даде довербата. Очекувам дека
на овие избори народот ќе може да одлучи и да ги поддржи проектите и да ги поддржи делата, да поддржи градби, реформи, наместо деструкција, уништување и криза. Исто така задоволен сум затоа што со овој договор се гарантира дека СДСМ ќе биде оневозможена да прави масовни партиски чистки во Министерството за внатрешни работи и дека со завршувањето на изборите завршува оваа влада која што популарна или веќе некоја нарекуваат пржинска. Како што ви најави вчера, дека договор може да се постигне вчера или најкасно денеска, тој се случи. Денеска представниците на 4 најголеми политички партии се согласија околу текст на договор, преку кој ќе се направи проценка дали се исполнети сите услови за одржување на кредибилни и сеопфатни избори. Проценката ќе се направи до крајот на август од страна на 4 лидери на најголемите парламентарни политички партии, при што ако се исполнети тие услови ќе договорат датум за избори. Како што најавив и вчера, единствен можен датум за избори годинава е 11 декември според тоа што е пропишано во договорот. На почетокот на целиот овој процес ветивме дека овој пат во Македонија прво ќе инсистираме да има обезбедени услови за фер и демократски избори, а дури потоа ќе обезбедиме договор за датумот на изборите. Тоа овој договор го обезбедува. Дополнително ветивме дека сите еднострани потези кои што ги повлече владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ ќе мора да ги повлечат. Тоа исто така го обезбедува овој договор. Владата договорена во Пржино, владата која што има за цел да организира фер и демократски избори, така наречената преодна влада, ќе се врати, а законот за внатрешни работи, кој што беше голем проблем во преговорите, ќе биде одложен до следната година. Организирање на фер, демократски кредибилни избори беше нашето основно барање и причина за наше учество во овие разговори и согласноста што ДПА ја даде за овој договор. Силните гаранции од страна на меѓународниот фактор се доволна причина за нас да веруваме дека еднаш и за секогаш, кај албанскиот дел посебно, манипулациите на изборите, полнењето на кутиите и фалсификување на изборите ќе заврши. Ние со учество во овие избори спречивме масовно бришење на албанците од избирачките списоци. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска со медал за заслуги за Македонија одликуваше 4 поединци припадници на македонската диаспора, а го додели признанието Повелба на Република Македонија на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска. Признанието Повелба на Република Македонија се доделува на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска за особени заслуги за достигнувања за својата дејност како асоциација за зачувување и афирмирање на македонските историски, културни и духовни традиции и вредности. Председателот Ѓорѓе Иванов денеска во Вила Билјана во Охрид со медал за заслуги за Македонија одликуваше 4 припадници на македонската диаспора, а го додели признанието Повелба на Република Македонија на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска. Со медали за заслуги за Македонија Иванов ги одликуваше Иван Трпоски од Австралија, Кирил Христовски од САД, Лилјана Стилковска-Андоновска од Кралството Шведска и Борче Величковски од Србија. СНС станува збор за исклучително заслужна иселеничка организација. Драги пријатели, сите вие сте живата врска на Македонија со светот. Многу пати имам истакнато дека вие, успешните поединци и организации од диаспората, сте наши амбасадори на полето на културата, уметноста, образованието, науката, добротворството. Секој ваш успех е и успех за Македонија. Затоа, како председател на Република Македонија, во името на македонските граѓани, сакам да ви се заблагодарам за се што правите за Македонија, а Македонија памети, препознава и вреднува. Медалите за заслуги за Македонија и Повелбата на Република Македонија
се символичен исказ на нашата искрена благодарност, но и потик да продолжите да работите како и досега. Да продолжите да го исполнувате заветот на Свети Климент Охридски, а тоа е да се пристигнуваме со добрина. Добитниците на признанијата велат дека после одликувањето тие имаат уште поголем стимул за нови успеси, кои дополнително ќе афирмираат Македонија во светски рамки. За мене ова признание значи многу, како и за сите присутни овде што беа и што на некој начин делуваа во мојата или сочувствуваа со мојата радост и со мојата среќа овој пат. Меѓутоа, оваа награда практично значи обврска уште една поголема за да работам конкретно на полето на презентацијата и на полето на промоцијата на Република Македонија. Денеска ми причинуваше задоволство да бидам овде и да ја примам ова награда повелба на Република Македонија како председател на Македонскиот сојуз во Шведска. Тоа е една заслуга за работата на сите наши членови од македонските друштва во која беа вклучени 14 македонски друштва, а се разбира и председателството на Македонскиот сојуз во Шведска. Признанието повелба на Република Македонија се доделува на Македонскиот сојуз во Кралството Шведска за особени заслуги и достигнувања во својата дејност како асоциација за зачувување и афирмирање на македонските историски, културни и духовни традиции и вредности во светот, како и за придонесот за унапредување на пријателските односи и соработката на Република Македонија со Кралството Шведска. Започнаа да се користат придобивките за вработување што се нудат преку владиниот проект Македонија вработува 2. Во рамки на вториот циклус на проектот досега се вработени над 120 лица, а ова бројка континуирано од ден на ден се зголемува. Во рамки на досегашните вработувања се вработени лица од различна старосна возраст, различен степен на образование и различно работно искуство. Компаниите невработените лица започнаа да ги користат придобивките за вработување од проектот Македонија вработува 2. Портпаролот на владата на Република Македонија Александар Ѓорѓиев вели дека компаниите невработените позитивно гледаат на овој проект и дека активно аплицираат. Во рамките на досегашните вработувања се вработени лица од различна старосна возраст, различен степен на образование и различно работно искуство. Станува збор за компании од мал и среден обем, односно компании до 9 вработени лица и компании од 10 до 49 вработени лица. Податоците покажуваат дека и вториот циклус од проектот Македонија вработува е позитивно препознаен од страна на компаниите и тие активно аплицираат за ангажман на работници користејќи ги поволностите од истиот. Информациите говорат дека досега како резултат на овој втор циклус се вработени над 120 лица, што представува особено добра динамика имајќи во предвид дека лицата се вработуваат на целата територија на Република Македонија и тоа во стопански субјекти кои што се различни по својата дејност и по својот обем. Инаку првиот циклус на проектот Македонија вработува беа реализирани околу 19.000 вработувања во 10.140 компании, од кои 4.154 лица до 29 годишна возраст, 7.648 лица до 35 годишна возраст, 2.666 лица од 35 до 50 годишна возраст, 3.400 лица над 50 годишна возраст и 196 лица од ранливи категории, како и 845 лица над 58 годишна возраст. Ѓорѓиев ги охрабрува компаниите да аплицираат и да ги искористат поволностите што ги дава овој проект. Апелираме работодавачите да ги искористат овие можности кои што им стојат на располагање и да обезбедат заштеда до 37% од своите трошоци за ангажман на работници, средства кои што потоа може да ги употребат во развој на својата дејност, во подобрување на својата профитабилност и во овозможување на еден сеопфатен, креативен, добар амбиент кој што ќе биде од интерес и за лицата кои што се вработуваат и за самите цели на компанијата. Со овој проект се опфатени 5 категории граѓани и тоа од различна старосна возраст, различен степен на образование и различно работно искуство. Во периодот од првиот квартал лани до првиот квартал годинава, невработеноста во државата беше намалена за 2,8%, при што најголем придонес во овој пад на невработеноста имаше токму реализацијата на овој проект.
Спасен давеник на Струшкото крајбрежје. 24 годишно момче од Тетово по Пладнево е спасено од спасител на Црвениот крст во Струга и по првичната реанимација момчето е транспортирано на скопските клиники. Несреќата се случила околу 16 часот на просторот помеѓу машка и женска плажа, на местото каде што немало директно спасители, но интервенирале од соседните плажи. 24 годишно момче од Тетово е спасено од давење во водите на Охридското езеро. Го извадил спасител на Црвениот крст во Струга и по првичната реанимација од тројца спасители, момчето е пренесено во Струшката болница без знаци на живот. По преземените мерки за реанимација добиена е срцева акција и пулс, но централниот нервен систем, односно мозокот, не функционирал, поради што итно беше транспортирано на скопските клиники, информира дежурниот хирург во Струшката болница. Момчето кое што се давело било извадено од спасител од зоната на хотел Дрим. Момчето се давело подолго време, бидејќи истото било премногу оддалечено од брегот. Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информираше дека несреќата се случила околу 16 часот на просторот помеѓу машка и женска плажа, на местото каде немало директно спасители, но интервенирале од соседните плажи. Момчето претходно било на педалинка, скокало во делот кај трските и го снемало. Интервенирале спасителите кои го пронашле кај трските и го реанимирале, изјави Димовски. Ова е прв посериозен случај за спасување во вода од страна на спасителите на Црвен крст Струга. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата Којот. 14 од нив се уапсени во текот на денешната акција, додека останатите 5 се лишени од слобода во текот на претходните денови. По 3 лица се уште се трага, а едно е надвор од земјата, а едно лице се наоѓа на издржување на казна затвор. Со акцијата Којот разбиена е криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Уапсени се 19 лица во рамки на криминалистичкото истражување на одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи во рамки на акцијата Којот. 14 од нив се уапсени во текот на денешната акција, додека останатите 5 се лишени од слобода во текот на претходните денови. По 3 лица се уште се трага, едно е надвор од земјава, а едно лице се наоѓа на издржување казна затвор. Со акцијата Којот разбиена е криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Во текот на минатата ноќ, па се до утринските часови извршени се претреси на дом и други простори на 24 локации во Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје, кај повеќе лица поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, разбойништва, лажно претставување, неовластно производство и пуштење во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори, криумчарење на мигранти и злоупотреба на службено положби и властување. Чавков информира дека организатори на криминалната група се 3 лица од Велес, од кои еден вработен во секторот за внатрешни работи Велес. Групата почнала да действува од почетокот на 2015 година на национално и меѓународно ниво. Вршеле кривични дела од областа на насилниот криминал, недозволена трговија со дрога, криумчарење мигранти и коруптивни кривични дела. Во вршење на криминалните активности на криминалната група учествували и полициски службеници од СВР Велес. При претресите досега пронајдени се автоматски пушки, рачна бомба, пиштол, дробилка за марихуана, муниција за огнено оружје, службена документација, доставници за судски акти за извршување, документација од исплата на парични средства. По превземените мерки е утврдено дека припадници на криминалната група учествувале и во веќе документирани и процесуирани кривично-правни настани. Првопријавениот 35-годишен велешанец во Велес и Штип организирал поголема мрежа на препродавачи, дилери на дрога. Во делот на кривичните дела против човечноста и меѓународното право од страна на организираната криминална група се испланирани, организирани и извршени неколку кривични дела, криумчарење на мигранти. По целосно документирање на случајот ќе биде поднесена кривична пријава за погоре посочените кривични дела.
Повеќе од 50 на дечиња од Гевгелиско пристигнаа на бесплатно летување во Струга, како дел од проектот на Министерството за труд и социјална политика наменет за деца од социјално ранливи категории. Тие 7 дена бесплатно ќе летуваат во одморалиштето Мајски цвет. Досега оваа мерка ја имаат искористено 12.000 дечиња од земјава, од кои што 8.000 биле на летен, а 4.000 на бесплатен зимски одмор. Четврта година поред успешно се спроведува проектот на Министерството за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст за бесплатно летување на деца од социјално ранливи категории. Денеска во Струга во Мајски цвет пристигнаа повеќе од 50 на деца од југоисточниот плански регион. Летувањето ќе трае 7 дена, а опфаќа 6 полни пансиони и превоз до Охрид и Струга. Повеќе од 50 деца од социјално ранливите категории од југоисточниот плански регион, на кои ги опфаќа децата од општина Гевгелија, Богданци и Дојран, веќе го користат правото на бесплатен летен одмор во Струга. Правото на бесплатно летување се деца корисници на социјална или постојана парична помош или корисници на детски и родителски додатоци, како и деца со пречки во развојот на возраст до 26 години. Бесплатното летување трае 7 дена и вклучува, односно опфаќа 6 полни пансиони. Инаку, проектот за бесплатен одмор преку Министерството за труд и социјална политика се реализира уште од 2012 година. До сега мерката ја имаат искористено 12.000 дечиња од земјава, од кои 8.000 биле на летен, а 4.000 на бесплатен зимски одмор. Представата Сонот на Гоголј вечерва на репертоарот на фестивалот Охридско лето. Представата е во изведба на театарската работилница Сфумато во режија на бугарската режисерска елита со театарските професори Маргарита Младинова и Иван Допчев. Ова година темата на Сфумато театарот е славејќи го Шекспир. Театарската работилница Сфумато од Софија вечерва на Охридско лето ќе ја изведат представата Сонот на Гоголј. Селекторот на драмската програма Ѓорги Јолевски истакна дека Сфумато театарот е специфичен поради многу аспекти. 1989 година, во времето кога се распадна блоковите, кога се распадна, кога Берлинскиот зид се сруши, во Софија се воздигна овој театар Сфумато, лабораторија, која што во последниве две и пол децении на вистина имаат печат во европскиот, балканскиот и европскиот театар. Она што е карактеристично за Сфумато театарот е тоа што секоја театарска представа произлегува од лабораториски пристап, односно вид на истражување на различни теми, различни околности и различни актери, кои генерацијски стануваат дел од оваа театарско семејство, додава Јолевски. Представата е во режија на бугарската режисерска елита со театарските професори Маргарита Младенова и Иван Допчев. Перцепцијата на Гоголј е многу интересна. Тоа ни дава за право да се занимаваме со текстовите на Гоголј во денешницата, во време кога тие текстови имаат добра перцепција и неочекувано добар прием, особено кај младата популација. За нас винаги е радосно да дојдеме во Охрид. За нас секогаш е убаво кога ќе дојдеме во Охрид и секогаш сме имале многу убава средба со публиката. Не само на ниво со текстот, туку и охридската публика мошне добро ја чувствува енергијата на текстот. Уверени сме дека овој пат фестивалската публика ќе има можност да доживее сосема уникатно и поинакво представување на Гоголј. Во актерската екипа спаѓаат Снежина Петрова, Албена Георгиева, Мирослава Гоговска, Елена Димитрова, Христо Петков, Цветан Алексиев, Огњан Голев. Дел од актерската екипа е и младиот македонски глумец Антонио Димитриевски, дипломец во класата на Допчев и Младенова, а оваа представа му е првиот професионален актерски ангажман по дипломирањето. Тоа беше за мене прва стапка во Сфумато. Не можам да кажам дека немав желба да играм таму во тој театар, имав огромна желба да играм таму и за моја среќа ја добив таква шанса која што понатаму од проект во проект направив 5 проекта едно по друго, на кои што сум исклучително горд. Јас општо зето Веќе 15 години работам во Сфумато театарот и представува особено чест и задоволство што сум дел од него. И мене првата средба со театарот Сфумато ми беше на 20 години, кога работев на друг проект. Нашата средба еве продолжува и сега.
Аз първо трябва да кажа, че съм от... Јас сум дел од една експериментална класа на двајцата режисери. Само во овој театар може да се случи она што за еден актер мечтае и сонува. Представата ќе се игра на отворената сцена на предворието на црквата Света Софија со почеток во 21 часот. Многобројни верници синоќа се собраа во манастирот Света Недела во село Ровник да го одбележат празникот посветен на Светата Великомаченичка недела. Денеска на самиот празник се одржа богослужба, а манастирот за сите верници дава и ручек. Синоќа православните верници од цела Македонија го одбележаа празникот посветен на Светата Великомаченичка недела. Манифестацијата се одржа во манастирот Света Недела во селото Ровник. И оваа година после вечерната богослужба, прославата беше збогатена со музика. На денешниот ден за празникот Света Недела има богослужба, а манастирот за сите посетители дава ручек. Манастирот се наоѓа во местото викано Капеш, веднаш над селото Ровник на патот кој води за Тројанско поле и соседното село Лакочери, во местноста Лековита вода. На самото место постои изворче со лековита вода богата со минерали. Црквата е осветена на ден 20 јули 1996 година, на празникот Света Недела. Осветувањето го изврши митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј со своите свештенослужители. Подоцна на наредните години веднаш над манастирската црква изграден е манастирскиот конак и камбанаријата. По петти пат од 20 до 28 јули во Трпејица ќе се одржи културно-забавната манифестација на Зајдисонце. Целта на манифестацијата е преку промоција на афирмирани уметници на регионално и национално ниво од Македонија и по можност интернационално да се збогати културната понуда во ова туристичко место. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето за развој и промоција за Трпејица со љубов, а покровител е општина Охрид. Во Трпеца од 20 до 28 јули годинава по петти јубилеен пат Сдруженијето за развој и промоција за Трпеца со љубов Охрид ќе го организира културно-забавното лето на Зајдисонце 2016. Манифестацијата ќе започне со изведба на химната на Зајдисонце, па видеопрезентација во чест на 5 години од постоењето, а ќе настапи и културно-уметничкото друштво Гердан. Целта на манифестацијата е преку промоција пред се на познати и признати уметници, секој во својата област со поддршка и отворена афирмација на млади таленти кои потекнуваат од Трпеца, Охрид, регионално и национално од Македонија и по можност интернационално да се збогати културната програма во ова туристичко место. Општина Охридците изминати и оваа година и нејзин покровител, а 9-дневното дружење со уметноста и забавата се очекува во име на градоначалникот Никола Бакрачевски да го означи за отворено заменик градоначалникот Ангел Јанев. На манифестацијата ќе настапат голем број уметници, како и ќе се организираат голем број работилници со различна тема. Начинот на отварањето обраќање ќе има и магистер Нина Момировска, председателка на Сдруженијето за Трпеца со љубов. 3 лица се повредени во сообраќајна на незгода што вчера околу 17 часот и 30 минути се случила на магистралниот пат Охрид-Ресен во близина на депонијата Буково, информираат од секторот за внатрешни работи. Поради сериозноста на здобиените на телесни повреди во општата болница во Охрид префрлени се 3 лица кои што по укажаната медицинска нега се задржани на понатамошно лекување. 3 лица завршија на лекување во општата болница во Охрид. МБ 15 годишен, ЛБ 44 годишен, двајцата од Скопје, како и Ара 19 годишен од Битола се здобија со тешки телесни повреди при верижен судир на моторни возила на патот Охрид-Ресен близу депонијата Буково. Во незгодата учествувале 4 патнички моторни возила, Голф со битолски регистарски ознаки управувана од ХС 20 годишен од Битола, Цитроен со тетовски регистарски таблички управувана од ИП од Битола, Сеат Кордоба со скопски регистарски ознаки управувана од СБ од Скопје и возило Пасат со битолски регистарски ознаки управувана од СТ од битолското село Горно Ризаре. До судирот дошло кога возачот со првото возило марка Голф, движејќи се од правец на Охрид кон Ресен во близина на депонијата, започнал да престигнува колона на возила, а од спротивен правец се појавило второто возило марка Цитроен. Сакајќи да избегне директен судир, возачот на автомобилот Голф се вратил на десната сообраќајна
сообраќајна лента, но изгубил контрола над возилото и излетал надвор од коловозот на десната страна, јавуваат од СВР. Во истиот миг, второто возило марка Citroen кое се движело од правец на Ресен кон Охрид, преминало на левата сообраќајна лента и со предниот лев дел се судрило со предниот лев дел од третото возило марка Seat Cordoba кое се движело од Охрид кон Ресен, при што од силата на ударот излетало надвор од коловозот на десната страна. Четвртото возило марка Passat кое се движело во колона од правец на Охрид кон Ресен со цел да избегне судар, изгубило контрола и исто така излетало надвор од коловозот на десната страна. По овластување на јавен обвинител на местото на сообраќајната незгода извршен е увид, при што од 17 часот и 30 минути до 19 часот и 10 минути сообраќајот на магистралниот пат Охрид-Ресен целосно беше затворен за сообраќај, се вели во писменото соопштение на СВР Охрид. Вардар вечерва гостува на Максимир, каде што ги пречекува домакинот Динамо Загреб, кој што има и круцијална предност од гостувањето во Скопје од 1:2. Вардаровата експедиција отпатува во Хрватска со голем мотив за докажување и надигрување, бидејќи сите се свесни дека резултатот можеше да биде и поинаков, ако малку повеќе им беше среќата наклонета во Скопје пред една недела. Македонскиот фудбалски шампион Вардар вечерва на Максимир ќе го одигра најважниот надпревар оваа година и ќе се обиде да анулира минус од 1 гол, 1:2 од првиот меч против Динамо Загреб во Скопје. Вардаровата експедиција на гостувањето отпатува со голема мотивација и надеж дека може да ги израдува своите фанови. Во составот на Вардар ќе го нема Горан Попов поради повреда и Мијушковиќ поради вирус. За разлика од македонскиот првак, Динамо Загреб ќе биде засилен со најдобриот свој играч Марко Пјаца, за кого дуелот со Вардар ќе биде негов последен за хрватскиот клуб. До крајот на неделата треба да стане фудбалер на Јувентус. Пристапот на теренот на фудбалерите на Гоце Седловски мора да биде таков каков што и најавуваат во изјавите пред надпреварот. Храбро, без страв, со максимална концентрација да се обиде да се изненади противникот. Динамо Загреб е голем фаворит за пласман во следната фаза, па затоа Вардар ќе мора да одигра на највисоко ниво за да направи чудо и да остане во квалификациите од Лигата на шампионите. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте централното издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатна вечер.